вечер со топ тема на ваша страна. Ќе му ги скратили Врховниот суд крилјата на специјалното јавно обвинителство за употреба на бомбите како докази во судските постапки. Дали Зврглевски ќе може да бара заштита на законитоста за предметите од СЈО? Прераспоредените судии од Кривичниот суд во Скопје се уште не знаат зошто се навистина сменети од предметите. Што го натера Рибарев да направи рашомонијада, па наместо искусните ги постави судиите кои можевме да ги слушнеме и во бомбите. Што ќе се случува со странките во судските постапки сега? Дали допрва ќе се повторуваат од почеток судските процеси? Во топ тема на ваша страна вечерва дебата со судијата и пронешен претседател од Кривичниот суд Добрила Кацарска и врховниот судија во пензија Милка Ристова. Останете со нас. Добро вечер за моите гостинки, две судијки реномирани. Драго ми е што сте во студиото. Ретко се случува од вашата фела луѓе да ни доаѓаат на дебати и драго ми е што од стручен аспект вечерва ќе можеме да поразговараме за најактуелните теми и во однос на случувањата во основниот, односно Кривичниот суд Скопје и во однос на она што сега се случува деновите со одлуките на Врховниот суд. Евен на старт, господја Ристова, прашање за вас, оглед на вашето искуство во Врховниот суд. Што сметате, дали Врховниот суд може да расправа по оние работи што ги најавив? Тоа се изведување на докази од бомбите од страна на СЈО и одлучувањето во однос на БЗЗ. Ова ве прашувам затоа што сведоци сме на тоа дека таа седница на Врховен суд никако да заврши да се одлучи. Јутре е закажана во 9 часот повторно, меѓутоа дали воопшто требаше да се најде на дневен ред? Најпрв им благодарам за поканата и добро вечер за гледачите на топ тема на телевизија Телма. На вашето конкретно прашање ќе одговорам директно. Врховниот суд има надлежност на општата седница да расправа за таков вид на прашање, какви што ги поставил актуелниот претседател на Врховниот суд, и тоа во принцип, според законот за судовите, тоа се прашања за кои што во законот има правна празнина, односно не е регулирано некое прашање. Втора основа за таква расправа е ако има различна судска пракса по некое прашање кое што е од општ јавен интерес. И третиот повод е ако станува збор за заштита на човековите слободи и права. Во конкретниот случај предмет на расправа се овластувањата на специјалното јавно обвинителство во постапките пред судовите, и ако се земе во предвид дека законот е донесен во итна постапка, исто така е донесен на брзина, и веројатно во правната пракса има одредени потешкоти во неговата примена, и јас сум убедена дека тоа е можеби мотивацијата да бидат поставени тие прашања. Инаку, тоа е важна надлежност на Врховниот суд, или обично се вика тоа судска надлежност надвор од судење. Да општата седница донесува начелни правни мислења, начелни правни ставови, кои што имаат обврзувачко дејство за советите на Врховниот суд, но според авторитетот на Врховниот суд, тие се обврзувачки и за пониските судови, или некаде во подготовките за денешната наша дебата сретнав дека од таа дејност на Врховниот суд ја викаат усмерувачка судска пракса. Значи усмерување. Но веднаш на почетокот да нагласам, секогаш тој вид на активности на судот се со добра намера, односно да се обезбеди единствена примена на законите и да се обезбеди правилна примена на законите. Дали таа е мотивацијата? Во конкретниот случај,
јавноста реагира дека не е тоа мотивот. Да, со оглед на тоа дека ќе се скратат крилјата, како што реков, можеби дури на мислам дека и тоа многу корисна многу корисна работа Врховниот суд да ја врши, бидејќи тој има едно од најважните задачи да обезбедува единствена примена на законите во Република Македонија напрема сите граѓани. Меѓутоа, дали во овој случај конкретен се расправа за СЈО е направено заради изведување на докази од разговорите прислушкување. Да. Во случајот сега се прави проблем дали тоа што е материјал на СЈО, а всушност е прислушкуваните разговори и бомбите, ќе може да бидат изведувани како докази. Па ако го проследиме самиот наслов на законот, закон за јавно обвинителство надлежно за гонење на кривични дела кои произлегуваат од незаконито следење на комуникациите. Значи, самиот наслов на законот зборува дека тие прислушкувани разговори се основата на законската надлежност на специјалното јавно обвинителство. Сега тука има можеби една дилема во судската пракса. А пред да ја објаснам дилемата, веднаш да кажам дека многу е скромна судската пракса за да можат да имаат судиите на Врховниот суд основа веднаш и сега да расправат и да можат да дадат усмерувачка судска пракса, што ја нареков, бидејќи се уште на самиот почеток се предметите. Сега во однос на доказите. Доказите од прислушкувани разговори по правило во нашето национално законодавство тој вид на докази директно не можат да бидат изведувани како докази, меѓутоа ние во правораздавањето и во кривичната постапка и во граѓанската постапка пропишавме дека покрај нашиот устав, законите и меѓународните договори ратификувани во нашиот парламент, ќе ја имаме во предвид и праксата на Европскиот суд за човекови права. Според таа пракса, сакам да ви нагласам дека Министерството за правда се потруди да направи превод на голем обем на одлуки од Европскиот суд за човекови права, така да судиите можат да реферираат во своите одлуки на праксата на тој суд, меѓутоа тоа многу ретко се случува. Сега според таа пракса, прислушкуваните разговори можат да бидат доказ ако станува збор за заштита на јавен интерес, тоа е прво. Второ, или ако станува збор за злоупотреба на јавни добра, криминал во кој што се оштетени јавни добра, односно буџетот на Република Македонија. Второ, во случај кога не е важно тие прислушкувани разговори како настанале. Многу е битно како се прибавени. Во конкретниот случај СЈО ги има прибавено на законит начин, со посредство на пропишана процедура во законот. И третиот важен елемент на кој треба да се потпира примената на тие докази е да судската пресуда не треба само и исклучиво да се потпира на тие докази. Туки специјалното јавно обвинителство мора да обезбеди, а потоа судот да ги изведе и доказите. За понатамошните прашања што се однесуваат на оваа седница ќе поразговараме понатаму. Казарска, одлуката на Врховен суд, од како ќе се донесе, ќе знаете што ќе работите и како можете да делувате во судница. Во овој момент и да ве прашам за ова прашање, не знам дали би можеле и да ми одговорите. Се зависи веројатно од одлуката на Врховниот суд. До сега судевте според онака како што не беше оспорувано. Прице, добро вечер за гледачите на Телма и секако благодарам за поканата. Во поглед на ова прашање можам само да ви одговорам дека се уште постапувам по стариот распоред, односно постапувам по предмети согласно новиот ЗКП. Но со огледа во јавноста веќе се слушна дека нашите приговори се одбиени, очигледно дека во иднина ќе треба да постапувам по стариот ЗКП.
Токму смената на и целата рашомонијада, како што јас ја нареков, од страна на Рибарев на околу 30 судии, предизвика поплаки од 17 кои што поднесоа приговори. До денеска јас не знам дали, ако ве прашам директно зошто ве прераспоредија, не знам и дали ќе можете и вие сама да ми го кажете одговорот. Меѓутоа, со оглед на вашето искуство долгогодишно во судот, бевте и председател на судот, памете ли основниот суд, кривичниот суд, вакво нешто, да толку одеднаш се мора да се смени и зошто? Па видите, во поглед на причините зошто не само јас сум прераспоредена, него и останатите судии, ние не можеме тоа да го кажеме, не знаеме се уште зошто сме распоредени на друго работно место, односно да постапуваме во други одели или да постапуваме по стариот или новиот ЗКПС едно. 17 приговори до сега не биле поднесени, а тоа говори многу нешто. Би сакала само во поглед на моето искуство, како што споменавте, бев и председател на судот и 5 месеци бев ВД председател. Не се случило да толку многу судии бидат прераспоредени. Освен тоа, и во самиот закон за судови стои дека распоредот треба да биде одобрен од колегиумот. Мојата пракса беше таква што јас најнапред ги прашував судиите за нивната волја, каде сакаат да работаат. Потоа го правев распоредот и на колегиум го соопштував распоредот. А потоа барав судиите да се произнесат околу тој распоред. Откако ќе се добиеше одобрение од стручниот колегиум, распоредот можеше да се применува. Сега, последниве неколку години, ние добиваме само писмени извештаи. Тоест, распореди, се извинувам. Во тие распореди стои кој судија во кој одел ќе постапува. Причини зошто сме сменети никаде не се споменуваат. Може би меѓу себе ние, кога дискутираме, знаеме зошто сме сменети, но без оглед сметам дека треба да постои образложение. Иако, значи, врската помеѓу овие две прашања наоѓам во тоа што очигледно дека работата на СЈО е во фокусот и на повисокиот суд, меѓутоа и во фокусот можеби на председателот на судот, затоа што ќе видиме подоцна и нашите истражувања покажаа дека голем број од судиите кои што се прераспоредени или претходно работеле на предметите на СЈО или давале ваква дозвола за влегување во одредени институции или донесувале некои одлуки за притвор и слично, дека не случајно тоа се прави. Меѓутоа не е случајно и ова што се прави во Врховниот суд. Колку вие сметате дека сето ова е резултат на одредена состојба во државата и политика? Од ваш судски аспект, сега не сакам да ве ставам во политички контекст, меѓутоа очигледно дека како некому да му пречи работата на специјалното јавно обвинителство, што овие два суда, и кривичниот претрпе вакви промени, а и во Врховниот толку се занимаваат со ова прашање? Интересно е дека специјалното јавно обвинителство сите го прифатија, со такво мнозинство никој не е избран, а сега најмногу има проблеми во врска со неговата работа, односно најмногу пречки се создават околу неговата работа. Инаку, ова што колешката го кажа, не се памти, и јас барем не памтам, а цел живот го поминав во македонското правосудство, 17 суди наеднаш да бидат прераспоредени на различни места, особено во судовите, ако од судија во организиран криминал или од судечки судија ве прераспоредат во прекршоци спротивно на вашата волја, тоа е деградација. А колку што слушам, инаку изворно не знам за кои конкретни имиња станува збор, обично судиите на крајот од својата кариера можат и да побараат, сметајќи дека тоа е полесна материја. Но во случајот многу повредува судии кои со долга судска пракса, оценувани од надлежниот орган за успешни судии, сега се прераспоредени. А она што од средствата за јавно информирање јас го дознавам, а колешката како директен судија во кривичниот суд повеќе ќе знае, дека станува збор за судии кои што покажале судски интегритет во одлучувањето, односно
нивната одлука понекогаш не се допаднала на место каде што има големо влијание врз судот, односно обично тоа е не се допаднала на представници во високите кругови на власта. Обично тоа е причината за да може така широк зафат. Да се правило прераспоредувања, имало и негодувања. Меѓутоа, од ваков обем, јас наполно се согласувам со колешката, немало, не сме решавале толку приговори. Кацарска, дали... Не се извинувам, само малку, 17 приговори се поднесени, а прераспоредени се околу 30 на судии. Да. Тоа е уште може би убаво и за македонската јавност да кажеме што значи тоа прераспоредување треба да се прави само во функција на подобрување на правораздавањето, на правдата, зголемување на ажурноста и ефикасноста на судот. А во случајот немам впечаток дека тоа ми беше следното прашање. Дали кога се, бидејќи бевте председател на судот, дали кога се прави прераспоредување, претходно се прави анализа? Кој судија не е одговорил на задачата или па кој судија навистина вредно работил и ги завршил обврските и предметите не му стоеле во фиока? Кој судија и зошто треба да се прераспореди и опомене можеби претходно па да оди од едно оделение во друго оделение? Сега тука збунува фактот дека дури и на вебсајтот ако отвориме нели на судот ќе видиме дека постојат оделенија, не се сите суди исти. Веројатно некои се повеќе специализирани во малолетна деликвенција, некои во кривична постапка за возрастни, а некои пак во организиран криминал. Одеднаш добивме впечаток дека се ставија луѓе на одредени места само затоа што беа поврзани со одредени партиски структури. Впрочем, тоа и ќе го видиме во една наша анализа. Секогаш кога се прави годишен распоред, треба да се направи целосна анализа на работата на судот. Барем јас тоа го правев во периодот додека бев председател на судот. Затоа што во интерес на председателот на судот е да судот покажи колку е можно подобри резултати. Имало прераспоредување, меѓутоа се случува во една тековна година да добиете зголемен прилив на предмети, пример, во оделот за прекршоци, а истовремено да се намали приливот во оделот за кривично полнолетни. И тогаш секако дека вие како председател ќе реагирате и согласно бројката ќе преместите еден или двајца судии, ќе ги ставите во оделот за прекршоци. Но секако се гледа резултатот на самиот судија. Тоа е она основното. Каде судијата може да даде најдобри резултати? Затоа што работата на судот се гледа преку бројки. Колку се примени, колку се завршени предмети, на кој начин се завршени и слично. Што ќе се добие со менување на 30 на судии од еден одел во друг одел или стар или нов ЗКП, што јас веќе дадов една таква изјава. Мене ми е несватливо. Која е таа поделба? Стар и нов ЗКП. Ако го видите судскиот деловник, ако го отворите сајтот на судот, ќе видите дека постои, пример, одел за малолетници, одел за прекршоци, одел кривично полнолетни, но нема одел стар или нов ЗКП. И ако го погледнете распоредот, ќе видите дека, пример, 5 судии што работеле на материја од новиот ЗКП се префрлени на материја која што опфаќа работа по стариот ЗКП и обратно. Неколку судии се префрлуваат од стар на нов ЗКП. Која е целисходноста, која е причината? Јас од секогаш ми пречеше тоа дека судот нели ја покажува својата работа преку бројки и многу ми пречеја бројките, бидејќи најважно е за судот да овозможи ажурна и брза постапка и праведни пресуди. Тоа е главната работа. Значи да се донесе пресуда која што ќе има легитимитет кај нашите граѓани во чие име ние сме ги донесувале одлуките. Стручни пресуди и добро водена постапка може да даде судија кој има специализирани знаења за таа област и конкретно практично искуство за таа област. Секој председател води сметка за тоа. Во тој правец и при
скорото нивелирање на законот за судовите се отиде прво на таа поделба на кривичен и граѓански суд, да нема простор да се менуваат, односно да се усмерат судиите да работат некој на кривична материја во кривичниот суд или да се пријавуваат во кривичниот суд, некој на граѓанска материја. Промената на материјата, макар и на прекршочна, значи застој и за самиот судија кој треба да ги научи правилата на работење во тој оддел, но многу повеќе за судот и за странките. Предметите треба да отпочнат ново, трошоци за странките се создаваат и автоматски крајниот резултат е неефикасност и неажурност. Во случајов очигледно ниту успешноста на судиите или неуспешноста не е земена во предвид, ниту пак квалитетот на нивните пресуди. Со оглед на тоа што споменавте каков ќе биде резултатот за странките, мојата колешка Елена направи една анализа барем преку одредени предмети да покаже што навистина ќе се случува со веќе започнатите предмети, тоа што велите вие ќе запрати од поново ќе почнат, па да го видиме тој прилог и одговорот на прашањето дали некои судии беа тргнати затоа што според одредени политички кругови не биле поделби, а други биле поставени на нивните места за да може да се во иднина тие да одговараат за предметите кои ќе ги отвара СЈО. Судењето за Павле Благоевски е започнато пред повеќе од половина година, но наскоро може да се врати скроз на почеток, бидејќи судиката која го води предметот е распоредена да работи на предмети по стариот закон за кривична постапка. Неговиот адвокат вели се уште не го видел новиот распоред на судот, но законот е јасен. Законот за кривична постапка предвидува кога има промена на совет или на членот совет или на председател на совет, во конкретниот случај се работи за судија поединец, сите действија што се превземани во конкретниот предмет почнуваат од почеток. Ќе дојде еден хаос, невиден хаос. Значи сите действија треба да почнат од поново. Знаете ли што значи тоа превод? Имате вие предмет каде што ќе имате 30 сведоци. И сега треба да почне од поново. Имате 10 обвинети, треба сите да направите уредна достава, треба сите да ги сослушате, треба вештото лице. Значи тотално одолговлекување на секоја постапка. Било која да била причината за ова распоредување, сметам дека е несоодветна и тотално погрешна. Со правосилност на распоредот ќе има промени и во двата предмети на СЈО. За шамарите во општина Центар, каде обвинет екс-премиерот Груевски, екс-министерот за транспорт и врски Јанакиевски, 12 на други, но и затврдена 2 против Горан Груевски и други вработени во УБК. Затоа што судиките Татјана Михајлова и Лидија Петровска се поставени во одделот за организиран криминал. Со слична ситуација ќе се соочат и десетици други обвинети и странки во кривичниот суд, бидејќи со последниот распоред наведе председателот Рибарев. Речиси 30 судии се разместени од еден во друг оддел, но врховен овој пат ги одби сите приговори на судиите. Адвокатите објаснуваат дека председателот на судот има можност за некои предмети што се во завршна фаза да ги остави судиите да ги довршат, но сепак велат во најголем број од случаите ќе има непотребни одлагања и штети. Замислете вие ситуација како ја што имам мои лични предмети, каде што застапувам предмет кој што се води можеби 8-9 години. И сега застарува во јуни. И судијата кој што го води, тотално се е извршено во таа постапка, ја преместуваат на така наречен нов ЗКП. И сега тој предмет ќе застаре. Кој ќе биде задоволен тука? Никој нема да биде задоволен. Но зошто се случија овие промени во распоредот на кривичниот суд? Зошто искусни кривичари се ставаат во прекршоци или на стари предмети? Дел од судиите проговорија јавно, а дел неофицијално и посочија дека целта била да се обезбеди бедем околу предметите на СЈО. Сите оние кои досега и одобриле на Јанева некое барање за притвор или претрес да бидат ставени настрана. На стари предмети се ставени судиката Гордана Спиревска, која одреди притвор во Труст, Славица Андреевска, која замрзна сметката на Финзи, Весна Димичкова, која даде наредба за претрес на СЈО во УБК. За барањата за притвори и претреси и други наредби на СЈО со новиот распоред ќе одлучуваат екс-председателот Владимир Панчевски, судиките Александра Поп-Стефани и Елена Јосифовиќ, за кои СЈО поднесе представки за одговорност пред Советот за утврдување факти. Во кривичните совети каде се одлучува по жалбите, распоредени се екс-председателот Панчевски, судиката од Пуџбашевска, судиката Лидија Петровска која се споменуваше во бомбите.
ВД председателот Рибарев уште тогаш одговори дека при изготвувањето на распоредот ја зел предвид состојбата со предметите за остатокот и потребата од дитност во постапувањето. Сега ги исполнил дел од желбите на судиите, другите во текот на годината. Председателот на Судскиот совет Караджовски вели дека не сака да се меша во распоредите на судовите и бара без аргументи да не се преюдицира како би одлучиле судиите. Не можам да навлегувам и да разговарам. Значи, како председател на суд има своји ингеренции, кои што согласно законот за судови, деловникот за работа, се негово право, но и негова обврска и тој, секој председател одговара за својата работа. Судскиот совет во тој дел не може да му наметне своје мислење каков распоред да направи. И уште еднаш повикувам да не преюдицираме во врска со одлучувањето без разлика дали обвиненијата се од специјалното јавно обвинителство, дали од редовното јавно обвинителство, на крајот основниот суд Скопје е првостепен суд, значи неговите одлуки без разлика какви и во која фаза ќе бидат подлежат натаму на редовни и на вонредни правни лекови. Караджовски не очекува да се создадат големи проблеми во судот со враќањето на предметите од почеток. Ќе бидат надминати сите евентуални проблеми ако има и тие предмети што треба да бидат започнати од почеток. Тоа, мислам, и луѓето од судството и што следат судството знаат дека не е некој, значи најчесто во најголемиот број случаи не е особен проблем за многу да се одложи постапката. Разместување на судии последниве денови го брануваат и Врховниот суд, каде на почетокот беше мирно и по првичниот распоред на председателот Јово Вангеловски никој не се жалеше. Но по кусо време го направи првиот потек и ја смени судиката Лидија Неделкова од кривичниот оддел. Неделкова не го коментираше јавно разместувањето, но ниту ги демантираше информациите дека била ставена во граѓанскиот оддел откако изнела став во корист на специјалното јавно обвинителство. 10 дена подоцна Вангеловски направи нова рокада во кривичниот оддел. Врховната судика Лидија Тасева ја префрлил во граѓанско, а оттаму на нејзино место ја поставил судиката Рахилка Стојковска. Вангеловски ги негираше информациите дека прави распределби во кривичниот совет за да може со 3:2 гласа да минуваат одлуки поврзани со СЈО. Рече дека како председател на судот има обврска да се грижи за тековното работење на судот и дека кадровските разместувања ги направил, откако проценил дека тоа е подобро решение за функционирањето. Еве, може би и одговорите на што се должеше сето ова прераспоредување, меѓутоа касарска навистина факт е дека странките ќе се соочат сега со проблеми повторување на постапката. Од друга страна, вие 17 судии, иако на некој начин напишале поплака, се жалеле како да нема кој да ги слушне, бидејќи председателот на Судскиот совет смета дека ова е нормално и смета дека не треба да се меша во оваа работа. Не постои очигледно место каде што може да се разгледат вашите барашења и барања за да нешто евентуално се поправи. Па, наше право е само да поднесеме приговори до Врховниот суд на Република Македонија. Факт е дека Судскиот совет нема надлежност да се меша во распоредот на председателот. Да, меѓутоа, прашањето во однос на сето ова се гледа од професионален аспект. Ако странките се соочат, ако некој судски процес траел 5 години, дали повторно ќе се пролонгира сето тоа, Неве за Караджовски смета дека тоа не е проблем. Меѓутоа, вие како судија кој ќе дојдете, ќе ви се случи некој предмет кој до вчера го водела ваша колешка, повторно да го водите. Колку, познато е дека во македонското судство не сите предмети биле ажурно водени и не туку така едноставно ќе може да ги продолжи тие работи? Па не се согласувам со изјавата на председателот на Судскиот совет затоа што не може да нема проблеми. Секако штом една постапка се преотвара, штом почнува од почеток, вие мора да ги повикате сите. Почнувајќи од застапникот на обвинението, обвинетиот, бранителот, каде се тука сведоците, оштетени ако има. И замислете една неуредна покана, тоа значи пролонгирање на постапката, одлагање на расправата. А што правиме ако имате неуредна достава за повеќе? Дали се тоа обвинети и оштетени не е битно. Понатаму, ако постои опасност од застарување, обвинетите, нивните бранители, ќе најдат начин да ја одложат расправата. Дали тоа ќе биде лекарска потврда? Дали бранителот ќе биде ангажиран во некој притворски предмет?
Значи, одолговлекување на постапките ќе има и тука не можеме да ја лажеме македонската јавност. А посебно, ако имаме во предвид дека тоа се стари предмети, некои од нив може би се и по 10 години стари предмети. И не може било кој судија да е, и најдобриот судија да е. Не може наеднаш да го земи денеска предметот во работа и веднаш да влезе во судница и да донесе пресуда. Тоа во никој случај. Ова инфекција, како да ја наречам, и ширење на промена на судови, го зафати и Врховниот суд. Впрочем, од кога дојде новиот председател и тој направи распоред. И сега, овие вакви тектонски промени во судството, очигледно дека ќе се одрезат значително на предметите, меѓутоа и колку персоналните предлози и во Врховниот суд ќе значат ослабување на некој начин на највисокиот суд. Еве сега го слушнав преку прилогот што го се емитуваше, слушнав дека во кривичниот оддел е поставена судијата Рахилка Стојковска, која е новоизбран судија во Врховниот суд. Колешката дојде од управниот суд. Во кривичната материја речи се и да нема никакво искуство, а во судот имате судии кои што имаат искуство во кривичната материја во пониските судови. Да не кажам дека самиот факт кога ќе одите од еден оддел на друг, тоа е не само ова од аспект на трошоците, што е многу важно за странките. И самиот судија има потреба од време да се прилагоди на новата материја, да ги научи, нели, правните ставови, судската пракса, па ние имаме многу динамично законодавство кое се менува, кое е тешко да го следите ако постојано работите на иста материја, а ако биде променета материјата, тоа секако се одразува врз ефикасноста. Имало и во Врховниот суд промени, но не од таков обем. И второ, кога веќе се најдете таму, знаете како и да сте незадоволни, тоа не го обзнанувате пред јавноста, бидејќи барем мојата генерација се трудела да води сметка и за авторитетот на судот. Да, меѓутоа оваа ситуација на вистина е исклучителна за обемна и тоа не е кога еден судија може, вие ќе го изболувате прераспоредувањето. Меѓутоа не сте поднесувале приговор, иако имаше поголем професионален ред на прераспоредувањето и самиот председател, како што каже колешката Кацарска, кога ќе имаше намера да ве прераспореди, прво ќе ве повика да разговара со вас, па да ви укаже дека има потреба да се премине на друга материја, затоа што има тамо зголемен обем на работа, и јас не верувам, барем да сум имала колега кој нема да прифати да работи привремено на одредена материја, за да судот постане и во тој дел ажурен и ефикасен. Во поглед на прашањето дали треба да се премолчи или не се тоа, на некој начин бевте прозвани во синокишната топ тема вие и судијата Риџе Пагич, зошто сега сте проговориле, а зошто не порано. Меѓутоа, вие сте едни од ретките, особено вие судии, што се одважи да даде изјави, да учествува на емисија за да ги каже реално работите во однос на прераспоредувањето. Дали претходно реагиравте и внатре во судот кај председателот или председателите те се изредија многу веде председатели и претходниот Панчевски, или пак во филата дали сте реагирале? Па најнапред околу тоа прозивање од страна на адвокатот Давидовиќ, кој што навистина сметам дека е добар адвокат и го почитувам, меѓутоа сум изненадена од неговиот коментар во вашата вчерашна емисија. Точно е дека ние судиите не реагираме. Се согласувам и со колешката тоа што зборува дека досега немало реакции кога имало нови распореди. Но ова е ситуација каква што немало досега. Да половина судии од судот бидат прераспоредени, тоа не се случило. Тоа било нешто што не можело ни да се замисли. Во поглед на реакциите, јас реагирав за целокупната состојба во судството на начин на кој што сметам дека судиите треба да реагираат. Имено барав состанок на подружницата на
Сдруженијето на судии, но таков состанок немаше. Немаше реакција од Сдруженијето на судии, од управниот одбор на Сдруженијето на судии, и покрај тоа што се случуваше, се она за што е македонската јавност веќе запозната. Го добивме и извештајот од Прибе. Немаше реакција, или оние реакции што беа во смисла дека па и не се баш толку лоши состојбите во судството како што пишува во тој извештај. Јас истапив од Сдруженијето на судии, а судија сум веќе 31 година. И веруете ми, беше многу тешко што истапив од Сдруженијето на судии, меѓутоа сметав дека е тоа начин на кој што јас, зачувувајќи пред се зачувувајќи го интегритетот, дигнитетот на судиската функција, може така да реагирам. Кога бев прашана зошто истапувам, кажав ради целокупната состојба во македонското судство и заради нереагирање од страна на управниот одбор на Сдруженијето на судии. Сметам дека на тој начин требаше ние судиите да реагираме. Не доликува да ние пишуваме во јавност, да се препишуваме, допишуваме како што имаше тој професионален тек на работите каде треба да приговарате. Апсолутно. А и сега не реагирав јас во јавноста, туку беше побарана од мене изјава од вашата новинарка. Не, ние побаравме од многу судии што се најдоа во иста ситуација, меѓутоа и кога беше веќе побарана, кога веќе да. побара изјава од мене, јас ја дадов. Ме поканивте во емисија, јас дојдов во емисија и јас не зборувам за мојот проблем, не зборувам за моето преместување. И затоа не се согласувам со колегата Давидовиќ и со неговата изјава. Затоа што јас ни во претходната изјава, ни сега не зборувам за себе и не се жалам за себе. Барем јас сум се докажала во својата работа. Зборувам принципиелно дека сето ова не смееше да се случи во Скопска единица. Так. Да, само сакам и да го дополнам прашањето, ова што се случи ќе влијае на квалитетот можеби на работата на судот, како што можеби одредени промени влијаеле и во работата на врховните суди со оглед на нивното искуство. Во овој распоред колешката кажа во прилогот не се следени оние природни текови. Еве, вие ако сте биле прво во некој основен или општински суд, па сте биле во окружен суд, па апелација, па врховен да речеме, или пак во основниот суд, судии со искуство кои работеле на одредени предмети, може би требало да бидат во организиран криминал, ама се нашле во прекршоци или по стар ЗКП. На почетокот само малку да се надоврзам на завршницата на колешката Кацарска. Јас се согласувам што сега работата не е поединечно да се истапува. Ние веќе колегите реагираат затоа што тоа е појава која штети на македонското општество. И од тие причини јас сметам дека треба да се зборува зошто е направен толкава смена, прераспоредување на суди, од едноставна причина што секој од нив најпрвин тргнува од фактот да судот биде успешен и не само нивните лична засегнатост во таа работа, туку и самата работа, бидејќи нема добар судија во лош суд. Така да верувам дека од тоа се мотивирани. Во однос на вашето прашање, одамна веќе во македонското судство се напуштени некои професионални стандарди, односно порано во законот за судовите не беше запишано системот на кариера како што сега, еве веќе една година, должен е судскиот совет да се придржува кон тоа да суди во Врховен суд ќе дојде дури тогаш ако претходно има определено искуство во основен, па во апелационен суд и дури потоа да дојде да постане судија во Врховниот суд. Тоа има големо значење, бидејќи судијата ни својата кариера на почеток има еден квалитет, може да се работи за најдобар студент на правните студии, но со текот на праксата судијата расте и професионално, но и човечки зрее, донесувате многу важни одлуки. Од тука професионалните знаења, искуството мора да бидат на прво место и во одбирот на судиските кадри,
но и во конкретното ангажирање во тие судови каде што имаме различна материја. Ми се чини дека при нивелирањето на Законот за судовите сега веќе уште во конкурсот Судскиот совет распишува конкурс и бара судија кривичар или граѓански судија. Зошто во овој момент во Врховниот суд мора во кривичниот оддел да биде судија на управниот суд, тоа само председателот го знае. Тој, председателот доаѓа од редот на адвокатите. Постојат многу судии кои што претходно не оделе по таа хиерархија која требало да туку биле приправници на некој начин, како не е коректно да се споменуваат конкретни имиња. Има доста судии што прв пат постанува судија во Врховниот суд. Таква пракса порано во 70 годишното постоење на македонското судство нема. Нити пак судија во основен суд со подолго искуство да не биде земен во предвид при избор на судија во апелационен суд, особено ако истиот судија покажува добри резултати во својата работа. Се имало еден природен развој, дури и во рамките на еден суд, кога ве прв пат постанете судија во конкретен суд, вие постанете, да кажеме, само член на советот. Дури подоцна постанете председател на совет, а дури кога имате и некој друг вид способности освен стручни, односно организациони, постанете председател на оддел. Сакам да кажам како што во секоја струка етапноста во развојот е многу важна предпоставка за успешно обавување, тоа во судството е многу важно. И еден друг аспект ќе спомнам. Судијата кој нормално се развивал, има богато искуство. Тој, кога ќе дојде во Врховниот суд, е почитуван од судиите во пониските судови. А судија кој од Основниот суд дојде во Врховниот, предходно сега треба да ги коригира одлуките на апелациониот суд. Мислам дека тие прескоци сега Законот за судовите ги реши и се надевам дека состојбите ќе се придвижат на подобро. Се извинувам ако може да се надоврзам само на оваа дискусија. Да, во потполност се согласувам со вас дека треба постапно да се гради кариерата, да бидете судија на Основен суд, па да бидете судија во апелационен суд и да стигнете до Врховниот суд. Меѓутоа, многу е битно кога се донесе измената на законот. Од кога е тоа предвидено како услов за напредување во кариерата. Да се вратиме малку наназад. Колку судии напредуваа во кариерата од првостепен суд во апелација со година, 2 години, 3 години судиски стаж, стручен соработник директно избран во апелациониот суд. Судии избрани во Врховниот суд без ден судиско искуство. Откако има многу такви кадри многу судии кои што напредуваа на тој начин во кариерата, сега имаме закон кој што предвидува после колку години можете да бидете судија во апелација и после колку години судија во апелација можете да бидете судија во Врховен суд. Неочигледно е дека политичкото влијание било толкаво да, за жал, се обезвреднува на овој начин професијата. Ќе продолжиме со останатите прашања. Пауза по реклами, се враќаме во студиото. Продолжуваме со дебатата за случувањата во Кривичниот суд, меѓутоа и она што во последниве денови се случува со седмицата на Врховниот суд. Кацарска, зборувавме за измените. Меѓутоа, овој суд, каде што сте вие, нема председател, има ВД председател. Првото прашање ми е дали ВД председател може да прави распореди, а и претходниот ВД направи распоред. Меѓутоа, она што е побитно, дали тој ВД председател дојде од Штип, така, од тој суд, не бил од Кривичниот суд. И сега тука е дилемата дали пак тој и колку тој ги познава судиите за толку кратко време за да направи оваа голема рокада. Колегата Рибарев дојде од Врховниот суд, претходно беше во апелациониот суд во Штип и председател на судот беше, а моментално е судија во Врховниот суд. Согласно член 22
од Деловникот за судскиот совет и член 89 од Законот за судови, вршител на должност председател на суд може да биде избран само од редот на судиите во тој суд каде што се поставува за вршител на должност. Што значи, тука има директно непочитување од страна на судскиот совет, на нивниот деловник и на Законот за судови. Таму тие воопшто не, да, кога го прашавме во ова студио Караджовски, прво зошто не е избран председател на Основниот суд, а се избран на Врховниот суд, претходно почна и постапката, а тој не даде логично објаснување, според мене кажа заради нарушените меѓучовечки односи не е избран председател се уште на судот и дека тоа ќе се пролонгира. Каков е вашиот впечаток со оглед на тоа што овој суд и претходно имал председатели и се бирале така како што се бирале од редот на судиите или слично, на што се должи сето ова одолговлекување? Од друга страна имаме ситуација каде што Панчевски и е во организиран криминал, и е судија беше поставен во совет каде што може да има противречност со неговата одлука. Значи многу чудни одеднаш случувања и нелогични настанува. Па повторно ќе се повикам на деловникот на судскиот совет. Во членот 23 многу јасно е наведено дека председател на суд се бира најкасно во рок од 2 месеци од објавувањето на конкурсот. Истечени се повеќе месеци. Не гледам логика во таквиот одговор на председателот на судскиот совет дека заради нарушени меѓучовечки односи не се бира председател на судот. Напротив, сметам дека при така нарушени меѓучовечки односи и максимално нарушен углед на судот, треба час поскоро да се избере председател на судот. Освен овие членови, дали 89 од Законот за судовите е можеби прекршени, што значат овие прекршувања? Веројатно некој треба да одговара пред судскиот совет, а тоа не се случува. Па не може пред судскиот совет да одговара затоа што самиот судски совет. Па нема пред кој да го можеби. Па тоа е можеби нема коректив во овој случај. Да. Тоа е можеби грешка при носењето на Законот за судскиот совет. Јас, кога се носеше тој закон во 2006 година, чинам, бев председател на судот. И учествував на некоја конференција, некој семинар. Тогаш беа присутни професорите од правен факултет, Камбовски, Шкарич, председатели на судови, имаше 3 експерти баш за таа област од Словенија, Франција и Бугарија. Јас имав повеќе забелешки на тој закон. Како прво, создаваме тело кое што има голема моќ, многу битни ингеренции, а не одговара ама баш пред никого. Понатаму сметав дека не може да се даде мандат, тоест не смее да се даде мандат на тие членови од 6 години, со право на реизбор уште од 6 години. Највисоката функција во државата, председател на Република Македонија, има мандат од 5 години, а ние им даваме поголем мандат на членовите на судскиот совет. Понатаму, јас бев поборник да се прифати моделот на Словенија, каде што судиите продолжуваат да си ја вршат судиската функција. Тие се секојдневно во својот матичниот суд и ја обавуваат судиската функција, а волонтерски работаат во судскиот совет. За некој како што се сеќам, господинот од Словенија кажа отприлика за надомест од $50 месечно. Потоа, не може да биде член на судскиот совет, според моето размислување, судија кој што нема минимум 15-20 години судиско искуство. Замислете судија со 1, 2 или 3 години судиско искуство треба да бира судии во повисоки судови, председатели на судови, председател на Врховен суд и судии во Уставен суд. Овие забелешки фактички се сега наведени и од Венецијанската комисија. Драго ќе ми биде да сето тоа се прифати, да се направи измена во Законот за судски совет. Првично, не можете вие да тргнете судија од судот 6 години. Па нека е тој најдобриот судија, судија во кој што државата инвестирала за да биде таков судија. После 6 години не може да се врати наеднаш во судница и да го има истиот оној квалитет како пред 6 години. Понатаму, во тоа тело има судии баш заради тоа што треба потекнуваат, значи, од базата.
Треба секојдневно да ја следат ситуацијата во судовите за да може да ја пренесат таа состојба во судскиот совет. Вака се изолирани на некој начин 12 години може да бидат. Апсолутно. Да не знаат ништо се случува. И конечно, ако некој колега наш гласа за судија, за унапредување на судија, некој кој што не го заслужува тоа, нема да му биде пријатно кога утре нашите погледи ќе бидат свртени кон него. И кога барем еден од нас ќе побара објаснување зошто тоа го направил. Ристова, ова што се однесува на работата на судскиот совет влијаеше и на изборот и сега на председателот на Врховниот суд. Јас го прашав Караджовски зошто е донесена таква одлука. Претходната пракса беше дека тој судија, кандидат кој што имал најмногу, како да речам, поени или најмногу се изјасниле за него е логично да стане председател. Во овој случај по предлог на Караджовски беше избран Вангеловски. Меѓутоа тој ми рече дека тоа е еден нов правилник по кој што се постапува. Тука повторно се враќам на тоа колку навистина судскиот совет е компетентен во вакви услови како што наведе Кацарска, навистина објективно да избира судии. Видите, ако сметате дека да одговорам зошто е избран колегата Вангеловски повторно за председател. Тој беше веќе 4 години председател на суд, на Врховниот суд и можам да ви речам дека во тој негов мандат Врховниот суд функционираше, ние судиите си ја вршевме својата работа и немаше вакви, така да ги наречам, турбуленции кои влијае врз работата. Кандидатот за председател на суд не само стручен, тој треба да има други квалитети, организациони способности, да има човечка природа за обединување и канализирање на стручната енергија на судиите кон една цел – ефикасно правораздавање во државата. Од тука, веројатно, ценел судскиот совет. Меѓутоа, не со персоналниот избор, туки со конкретните сега постапки треба да разговараме зошто овие потези се поднесени, се превземени и дали се тие во ред и какво влијание имаат врз работата на судот. Дали сметате дека во вакви услови е компетентен Републичкиот судски совет со оглед на тоа што нема коректив и нема тело што него ќе му ги коригира одлуките? Во тој дел јас се надоврзувам на колешката Добрила и јас бев една од тие што во реформата која што се правеше, големата реформа во 2004-2005 година, кога Судскиот совет постана надлежен и за избори за разрешување на суди, што го прифативме тој модел, што беше во многу мал број на земји прифатен. Јас го гледав и од овој аспект и оваа аргументација што колешката ја кажа во целост, ја прифаќам, но и од еден друг аспект. Судиската функција треба да има легитимитет, а ова што го таа рече судии со мало искуство, едноставно одделени од средината од која што претходно постапување, во прашање натаму и самиот легитимитет на судијата кој што е избран. Не случајно државите со долга традиција уште го задржуваат макар и церемонијално именувањето на судиите со кралски, царски декрет или со председателски декрет, се дава на тој начин значење на самата функција. Само да кажам дека беше поканет вечерва во нова дебата и председателот на Сдруженијето на судии Џемили Сеити, меѓутоа тој го одби учеството велејќи дека има вечерва одредени обврски. Јас се надевам дека ќе дојде во студиото затоа што логично е оние што се од Сдруженијето да коментираат и да бидат, не велам по секоја цена во одбрана на судиите, меѓутоа да го кажат својот став. Она со што сакам да продолжам е вториот дел од прашањето што треба да го реши седницата на Врховниот суд, односно судиите кои се членови, а тоа е дали ќе одобрат и надлежности на јавниот обвинител Зверлевски да
покрене БЗЗ или законитост на постапката во однос на предметите на СЈО. Оваа дилема се покрена по предметот на Сеат Кочан, кој што му е одреден притвора, тој е во бегство и тука сега настана тука за прв пат се појави тоа прашање и очигледно за тоа се наоѓа ова седмица. Видите, малку ми е незgodно што конкретен предмет се споменува. Добре, јас го споменувам, вие не мора. Во принцип да кажам, мислење независно од предмет и ставено е на дневен ред тоа правно прашање пред општата седница на Врховниот суд, бидејќи ние немаме рефератот не е ставен достапен на јавноста, со која аргументација се бара, на новинарите не им беше со која правна аргументација е поставен на дневен ред, но во секој случај, она што јас го знам од средствата за информирање е дека јавниот обвинител на Република Македонија поднесува барање заштита на законитоста во конкретен предмет, а потоа специјалното јавно обвинителство поднесува барање да се повлече тој предлог за барање за заштита на законитоста, сметајќи дека предметот е со законско овластување и надлежност на специјалното јавно обвинителство. Се поставува прашање дали ми се чини дека како што го прочитав во средствата за јавно информирање, дали само јавниот обвинител на Република Македонија е легитимиран да поднесува БЗЗ во принцип, и второ, дали јавниот обвинител на Република Македонија може да поднесува барање заштита на законитоста во предметите за кои е надлежно да истражува и врши кривичен прогон специјалното јавно обвинителство. Во подготовката за оваа дебата јас погледав во законот и одново целината, за да не го фатите духот на законот, треба целината на законот да ја прочитате, па од тој закон произлегува дека прво, специјалното јавно обвинителство има специјална надлежност, строго определена, да истражува и гони кривични дела кои што произлегуваат од незаконитото прислушкување. Втор принцип што му е определен во тој закон е потполна автономија и независност во однос на јавно обвинителската хиерархија. Единствено имаат мали надлежности за извештајот Советот на јавни обвинители и Собранието на Република Македонија. Како што и на самиот почеток кажав дека овој закон е по брза постапка, по итна постапка донесен во Собранието на Република Македонија, од неговите одредби јасно е кажано дека специјалниот јавен обвинител има право да застапува пред општинските, пред апелационите и пред Врховниот суд и пред други судови за кои се надлежни и имаат допирни точки со неговата така установена надлежност. Од овие причини сметам дека и покрај тоа што не е изрично кажано, правна празнина е тоа дека специјалното јавно обвинителство може да поднесе барање заштита на законитоство, но од целината на одредбите, од неговата автономија и од една одредба во која што е кажано дека се што не е регулирано со овој закон, се применуваат одредбите на Законот за јавното обвинителство на Република Македонија и други закони, што значи дека специјалното јавно обвинителство според мене единствено е надлежно да ги поднесува сите редовни и вонредни правни лекови за предметите од својата надлежност. Се разбира дека судиите на Врховен суд кога донесуваат вакви одлуки се водат расправи, се дава аргументација, се следи пракса, барем така било. Тие седници траеле многу долго, колку што е. Да, очигледно и овој пат сето тоа е во функција да се изнајде решение. Па се бара многу високо мнозинство, двотретинско мнозинство се бара. Секој пат судиите кога пристапувале за тој вид на својата надлежност да донесат начелно правно мислење со полна одговорност настапувале, јас се надевам дека и во овој случај тоа ќе биде така, а често пати и тоа да го спомнам сме расправале, сме согледале дека не е созреана
состојбата да се донесе начелно правно мислење со таква тежина, па сме оставиле судската пракса тоа да го реши. Ќе видиме утре што ќе се случи, да. Меѓутоа еве уште едно случување од Врховниот суд. Вангеловски отстрани неделково случаите на СУЈО пред Врховниот суд. Тоа го има во својот прилог колегата Миомир Сирофиновиќ. Меѓутоа и за сите случувања деновиве во Врховниот суд и во однос на оваа седница која продолжува утре од следниот извештај. Опасност. Небезбедна зграда. Со надписи на 3 јазици се предупредуваат граѓаните кои поминуваат покрај Врховниот суд. Опасноста демне од високо. Од некаде може да се откачи црвена мермерна плочка од фасадата, да падне и да повреди некој. Но деновиве на високите катови на Врховен се очекува дали ќе паднат или нема да паднат прислушуваните разговори направени во УБК, односно дали СЕО смее да ги користи во своите истраги како докази така наречените бомби. Иницијатор на идејата за забрана за бомбите е председателот на Врховниот суд, свежо избраниот Јово Вангеловски, кој по втор пат е начело на највисоката судска инстанца во Македонија. Со 2 реферати смета дека СЈО нема право да покренува барање за заштита на законитоста и дека специјалното обвинителство не смее да ги користи како докази нелегално прислушуваните материјали. Со рефератот за барањето за заштита на законитоста, судски кажано БЗЗ, Вангеловски смета дека само државниот обвинител има право да го побара тој вонреден правен лек за правосилни судски одлуки и покрај посебниот закон кој предвидува целосна автономија на специјалното јавно обвинителство. Случајот поради кој е направен овој реферат е Сејат Кочан, осомничениот од СЈО бизнисмен кој е во бегство и кому му е одреден притвор во истрагата Труст. Државниот обвинител Зврлевски се повика на член од Законот за кривична постапка и побара поништување на притворот за бегалецот Кочан. Јанева пак се повика на Законот за СЈО и оцени дека само таа е надлежна за своите истраги и случаи. На својата судска вага, со рефератот Вангеловски процени дека Зврлевски е човекот за БЗЗ. Во вториот реферат, дали доказите прибавени на незаконит начин може да бидат употребени во судска постапка, Вангеловски со свој подпис и мислење тврди дека бомбите, односно снимките направени во УБК, во кои има разговори за вршење и потикнување на кривични и коруптивни дела, не треба да се користат како докази во судска постапка, туку само како индици за истрага, затоа што не биле прибавени на законит начин. Во рефератот кој го објави Макфакс, Вангеловски цитира поранешни случаи кога снимките не биле прифатени како докази. Тој со рефератот бара поддршка од врховните суди бомбите да бидат иземени од судењата на СЈО. Вангеловски на кој е дел од бомбите, за него тимот на Јанева бараше иземање поради тоа, но колегите врховни судии на општа седница не одобрија тој да биде иземен од предметот за притворот на Сејат Кочан. Во првиот мандат како председател на судот Вангеловски на тогашниот министер Милијана Киевски му сугерира какви документи треба да приготви за случајот Глобал. Откако потврди дека разговорот на вистина се одвивал, на својата инаугурација Вангеловски процени дека нема дело во разговорот. Ама не оригинал, копија, затоа што се е во копија. Важи го тоа. И ова во копија со твој подпис. Ја не се ќе ти пуштам точни бројки. Готово, чао. За да може да излезе утре излегува од кај мене со како се треба. Се сомневам дека содржината на тој разговор може да биде и под лупа и под било каква друга обсервација, затоа што содржината е таква каква што е. Но рефератите никако не успеа да бидат разгледани и потврдени на општа седница на Врховниот суд. Еднаш имаше повеќе болни од здрави врховни суди. Втор пат имало предолга расправија. Прв пат имаше поважни точки на дневниот ред. А денеска и по 2 часа расправа пак немаше одлука, ниту за снимките, ниту за БЗЗ-то. Седницата ќе продолжи утре, во истата црвена зграда, чии надворешни плафони ги јаде влагата и покажува дека треба реконструкција во Врховниот суд. Во завршница сме на дебатата, имаме многу малце време. Кацарска, неколку блиц прашања за крај. Сметате ли дека ова може некако да се смени? Веде председателот дал распоред како што дал, меѓутоа кој може да го смени неговиот распоред? Неговиот распоред не може никој да го смени, затоа што годишниот распоред се носи еднаш во годината и затоа така и се насловува како годишен распоред. Ако дојде председател избран? Може да има интервенции за 1-2 судии по потреба, во смисла ако има зголемен прилив во некој одел, тогаш можеби ќе реагира
веде председателот на судот, но целосна измена на годишниот распоред не може. А дури нов председател да дојде, тоа не може да го направи. Мислам, председател да се избере, нема веде веќе да биде. Не. Годишен распоред, ви велам, се носи еднаш во годината. Во годината. Дали мислите дека ќе имате проблеми заради тоа што јавно го кажувате вашето мислење? Вие, иако не навлеговте во ниту една судска одлука, ништо надвор од она што... Па не гледам причина зашто би имала последици, затоа што зборувам отворено за состојбата во судот и во судството во Република Македонија. Сметам дека имам доволно интегритет да зборувам за ваквата состојба. Посебно што јас од приправник потекнувам од Основниот суд Скопје 1 Скопје. Сум учела од врвни судии. И освен тоа не коментирам ни една одлука и не зборувам за работата на судот и така натаму. Зборувам за состојбата во судот и за односите во судот. А впрочем, јас сум граѓанин на Република Македонија и ги уживам истите уставни права како и секој друг граѓанин на Република Македонија. И за крај прашањето, бевте избрани за председател на судот во времето на една политичка партија, меѓутоа најголем дел од мандатот го поминавме во мандат на ВМРО-ДПМНЕ. Дали повторно претендирате за председателска функција доколку се создадат услови, иако не конкуриравте на конкурс? Јас на овој конкурс не конкурирав и не очекував дека би била, и кога би конкурирала не очекував дека може да бидам избрана. Ако земете во предвид дека на повеќе конкурси се јавував за повисоките судови, меѓутоа јас никогаш не бев ставена ниту на гласање. Очигледно некому не му се допаѓа вашата работа и за жал овие потези и маневри што се случуваат во судовите не се резултат на... Па знаете како... Судската фела само. Не е битно дали некому му се допаѓа мојата работа или не. Битно е да има задоволни граѓани на Република Македонија од мојата работа, а со осврт на целокупната моја работа може да се види дека станува збор за одлуки кои што се донесени исклучиво врз основа на закон. И немам никаква дамка во мојата кариера, без оглед дали станува збор за периодот кога сум судија или за оној период кога бев председател на судот. Затоа што, повторно ќе речам, резултатите се гледаат. Така. Имаше многу жестоки критики за судството, го спомнавме извештајот на Приве, предходните извештаи на Европската комисија, тие се сите релевантни, препорачани се мерки, меѓутоа тие мерки не се спроведуваат. Што треба да се превземе во Врховниот суд за да се подобри таа ситуација? Или генерално, затоа што сепак е највисок суд, многу работи зависат во моментов од Врховниот суд. Вас нема да ве прашам за тоа дали се плашите за позицијата бидејќи сте во пензија, меѓутоа сте работела во едно друго време. Меѓутоа сметам дека треба да кажеме пред граѓаните што се случува со последните настани, особено во кривичниот суд, инаку и во Врховниот суд првпат слушаме нарушени меѓучовечки односи. Што треба да се направи? Треба да се работи на јакнење единството внатре во судот со работката, бидејќи работата во повисоките судови е екипна, не е поединечна. Тоа повеќе во Основниот суд со поротници се работи, но во Врховниот суд многу е важно, бидејќи најчесто се одлучува во советот 5 члена. И втората работа, најмногу потенцијалот на еден судија се искористува ако тој работи на материја која тој лично ја сака, значи на принцип на доброволност. Второ, за која има организирани знаења од таа област и ако има, соодветно искуство во таа област. И третата и најважна работа е, особено највисокиот суд мора строго да се придржува до уставот и законите, бидејќи неговите одлуки натаму се од влијание за одлуките на првостепениот и второстепениот суд, бидејќи судската пракса на Врховниот суд по силата на авторитетот на судот влијае и врз судската пракса на пониските судови. Од тука внимателно треба да ги прочитаме тие меѓународни извештаи и сакам да нагласам дека и нашето Сдружение за кривично право и криминологија во многу неговите заклучоци
реално ги прикажуваат состојбите што се случуваат и имаат од дадено заклучоци кои што ќе водат кон подобрување на некои од состојбите во примената на законите. И ви благодарам и на двете судијки што присуствувавте на оваа емисија, со оглед на тоа што е многу битно да се слушне мислењето на луѓето од филата на судиите и она на што ние се надеваме како јавност дека ќе престане она политичката рака ставена на судовите да доминира за жал во моментов. Јас еве кажав во најавата на оваа емисија во вестите, поканете на интервју председателот на Врховниот суд Јова Вангеловски за да одговори на прашањата поврзани со неговата работа и работата на Врховниот суд. Аз се надевам и дека ќе се одважи дали виде председателот или оној кој ги донесува одлуките во Основниот суд исто така тоа да го стори. Уште еднаш ви благодарам за присуството во оваа емисија. Јас ви благодарам за поканата. Да. Вам почитувани гледачи ви благодариме за вниманието. Останете со програмата на телевизија Телма.